Септемвриските пензии ќе бидат зголемени за 5%, потврди премиерот Никола Груевски пред 3 дена по посетата на Охридскиот регион. Делчевските пензионери со различен став за ова линеарно зголемување, некои со позитивно мислење, други пак дека треба да има покачување само за пензионерите со најмали пензии, а примателите на поголеми пензии, односно оние со пензија на 35.000 денари, да немаат покачување, велат анкетираните пензионери. Пензиите добро, пензиите качи ми врви арно е. Па треба да добиеме, кад сите добиваат и ние да добиеме. Таа пензија ја одржавам и земјоделие, не облегам на пензијата да лежа, него употребувам за земјоделие. Имам крави, стока, земјодел, се. Одлично. Помалку ќе гледам повеќе. Со 8.000-6.000 мушле за живее, а сме работили до 61 година ја работих. Нека покачи по 2.000 динара. Како едни зима, вика 16, зимал 20, зимал и малку. А ние па како обстануваме? Пензица, това е добро. Добро, што ми дава нешто, па е добро. Да не е безич. Вие сте пензионер станали со таа пензија. Јас сум станал со таа. Кога ќе ја накача веќе, треба да ја накача линеарно за сите. Па малку е, ама боле иста него ништо. Зголемувањето на пензиите ќе биде линеарно, односно по 630 денари за секој пензионер, што значи дека најмногу ќе добијат оние кои што имаат помали пензии. Пензионерите кои земаат по 9500 денари ќе добијат зголемување од 7%. Оние кои имаат просечна пензија од 12470 денари ќе добијат зголемување во висина од 5%, додека пак оние што земаат околу 20000 денари ќе имаат зголемување од околу 3%, а најмало зголемување ќе имаат оние со пензија над 35000 денари. Ова септемвриско покачување на пензиите ќе значи подобрување на стандардот на околу 4500 пензионери од Делчево и Македонска Каменица. Инаку досега пензионерите ги користат и останатите привилегии, како што се бесплатното болничко лекување, банјско-климатската рекреација, туристичкиот викенд за пензионерите, како и бесплатното возење со воз и автобус.